3 војни, 16 години живот во Африка и безброј неверојатни случувања има зад себе пилотот Александар Манев од Штип. Драматичниот професионален работен век кој трае 40 години е достоен не за едно или две, туку за многу холивудски сценарија. Дали интелигентниот и неверојатно скромен човек Александар ова некогаш го предпоставувал? Па може би очекував како дете, затоа што желбата за оваа работа почна од 10 години, малечко тоа беше некаде 71 година. Влегов како наивно дете, сега сум веќе на 62 години, летам професионално од 83 година како инструктор, значи тоа се 40 години, оваа година ми е јубилеј, значи на мојата работа. А почнав да летам 77 година во Сараево, како дете од 16 години во Условната гимназија, кај што учев во Мостар. После тоа бев во Црна Гора, бев Хрватска, остана во Хрватска да работам после војната како инструктор во Југословенската академија за пилоти. И тоа беше еден доста убав период. За Александар се започна со војната во Југославија, во чија армија тој беше професионален воен пилот. Па искуството, нормално како војна, не е пријатно, ама значи покрај војната вие мора да се чувате самите себе. Вие учествувате во тие немири, а најголемото прашање е како да останете живи, да се чувате и да го продолжите животот, да бидете во функција и на семејството и на општеството. Не беше пријатно, ама благодарности до колегите, благодарности моја, што бев успешен, ја завршив таа пречка во животот и се вратив во Македонија 91 година. Втората војна на пилотот Манев од Штип му се случи во Македонија во 2001 година, каде претходно се врати како пилот, но пред се како патриот кој сакаше да служи на својата татковина. Војната кога започна или со други зборови конфликтот, значи нема да го крстам дека тоа беше нешто толку страшно, беше страшно, ама во моментот кога почнавме да работиме, ние имавме само авиони за обука и немавме врнолета. Се случија некои промени каде што државата успеа да најде пат за борбени возила, борбени хеликоптери и во тој метеж на сите тие работи јас влегов во една комбинација да бидам пилот на Су-25, летав и за наша среќа сето тоа се заврши брзо и успешно за нас. Мирот пак беше воспоставен, животот продолжи, Македонија и ден денес вечна и сите сме благодарни на луѓето што успеа да донесат мир во Република Македонија. Откако се помина, тој одлучи да живее во Украина, на добро познатиот Крим, но неколку години подоцна војна го стигна и таму. Па Крим почна да живеам некаде околу 2000 година, се запознав со мојата втора сопруга, од која имам ќерка. Тогаш беше се уште Украина. Ама 2014 дојдоа овие работи сега што се случуваат. Крим се подели, отиде во состав на Русија. Од пред 2 години пак влегов во еден неубав живот, како да кажам, кај што ме раздели од семејството. Во меѓувреме, од војната во Македонија, па до денес пилотот Александар Манев континуирано е на работа во Африка. Африка е по многу прашања уникално. Значи, многу поразлична култура, начин на живење, амбиентот, температурите. Културно сме различни. Што, на пример? Интересна работа е кога ќе отидете на пазар, да речеме, сакате да си купите некоја банана, кога ќе дојдете како белец, ќе ви понудат нешто како музунго прайс, цена за бел човек, ако влезете во такси, пак ќе ви нападат цена за бел човек, ама после 6 години веќе луѓето ме запознаа, не само мене, него и колегите, и цените веќе ни ги сведуваат на нормални, како да кажем, на локалното население. Многу се дружелюбиви, интересни се како луѓе и се отворени доколку има добро во вас. Ето е. Колку сето ова е едноставно да се живее и преживее? Мислам дека е лесно. Без разлика на се, значи, ова работа што работам 40 години како професионален пилот, едноставно животот ветера. Значи, јас работев како воен пилот во Македонија, во пензија сум од 2007 година, не сакам да престанам, од причина што се чувствував доволно сигурен во себе, дека можам да дадам нешто од себе, дека можам да бидам користен, не само за општеството нивно, да речеме, кај што работам во нивните држави, него и за моето семејство. Големите ризици го носат и прашањето зошто човек ги прифаќа. Има ли конкретен пример за опис на ризик, без оглед дали бил во воздух или на копно? Се случи една понуда, требаше да работам во тој дел близу Конго, како дојдоа едни луѓе ми понуди работа во Конго. Тоа беше некаде 2008 година, а понудата беше
добро ќе работиш, викам, што ќе работам, вика ќе носиш роба. Арно, ама го гледав филмот, детали од филмот, Црни диаманти. И од мене беше јасно дека се работи за нешто каде што е онака. Не го прифатив затоа што има држави во Африка кај што лесно се влегува, ама не се излегува. А посебно сите тие работи кај што се работат завршуваат на еден не многу убав начин. Тоа е, ќе кажем и вака. Има доста пилоти кај што прифаќаат работа, пренос на некои си работи кај што не се дозволени. Во тоа се влегува еднаш, не се излегува никогаш, а се знае како се излегува. Во моментов, нашиот соговорник е под договор со владата на Уганда, каде работи како инструктор и со нас поделува дека целиот негов успех, освен на себе, го должи на неговото семејство, кое му било безрезервна поддршка. Тоа со договор никош не може да го прифатам ако супругата не се согласиш. Значи, ние можеме да бараме нешто, ама дома е сметката. Ако супругата ви каже да, децата да, и ако сите гледат некој бенефит во сето тоа, значи вие може да продолжите. Ако не, ќе барате нов начин. Александар Манев за новогодишните и божикните празници е во Штип, од каде што и почна неговата кариера како член на аероклубот 25 мај. Тогаш имаше само 12 години. 50 години подоцна не се кае за ништо и пак би тргнал по истиот пат.